Жефери, колеги пратеници. Еве сега уште еднаш слушнавме пред малку за потребата на носење на овој предлог закон. Еве ги предлагачите, нема никакво објаснување чија е потребата за носење од ваков закон. Еве го представникот на владата и од него нема. Добро ќе биде не нас да ни објаснувате, на граѓаните да им објасните која е потребата од носење на овој закон. Но нема дебата, нема објаснување во второ читање. И не обвинуваат дека сме кочеле, а на второто читање, кое ќе трае 3 дена, ќе сме можеле да поднесеме амандмани. Овој закон, според мене, нема потреба од носење, туку е единствено политички дил помеѓу коалиционите партнери. Политички дил и на шверцерски начин сака да се протне овде. Доказ за тоа, одма ќе ви кажам, пред ден или два, една колешка од Социјалдемократскиот сојуз замери затоа што презимето и било сменето со една буква. Замислете, презимето наместо А било Е во презимето и таа овде ни објаснуваше дека не било коректно и така се презивала. Замислете што овој закон во неговата примена, додека колегата Димовски објаснуваше за една запирка што ќе се случи. Или пак овој закон, кога ќе се донесе, кога ќе почне да влегува во институциите, па таму што ќе се случи. Но и тоа не е важно, тие не дискутираат за тоа. Друго што сакам да кажам, Умберто Еко во еден свој есеј околу спасувањето на човештвото рекол вака: ова гравче или ова растение ќе го спаси човештвото. И сигурен сум дека е во право затоа што овој закон нема да го спаси проблемот кој го имаме веќе повеќе од 3 години. Ние овде цело време расправаме не само за предлог законот, расправаме за локалните избори, за проблемите на народот со кои се судираат. Од другата страна не убедуваат дека тоа не е важно, важно било да се донесе овој закон. Сега во контекст на тоа, господине Джафери, ќе ми дозволите, вчера една анегдота кажавте, јас да ви одговорам една анегдота. Ако прекорачам малку од времето, ќе ми простите. Имено, околу овој закон за јазици се расправаше 2001, со рамковниот договор се расправаше 2008 и се расправаше 2011. И еве сега во 2017 пак. Затоа ќе се послужам со една анегдота, англиски хумор се вика. Еден човек имал 3 ќерки и сите биле заостанати немажени. И за да ги омажи решил да ги продаде. Направил аукција и рекол вака: таа ќерка што има 25 години, кој ќе ја земе, ќе добие во наследство, не знам, 100.000 фунти и еден замок. Тој што ќе ја земе таа ќерка што има 35 години, ќе добие во наследство 2 замока, акции во таа фабрика и 500.000 фунти. Тој што ќе ја земе таа ќерка што има 40 години, ќе добие во наследство 8 замока, 6 милиони фунти и така натаму и така натаму. И чека лицитација. Никој не се јавува, а еден од нив, мудар човек, го прашал: некоја ќерка од 70 години да не имате? Се надевам дека ви одговори. Благодарам.